Деновиве поточно на 28 јануари ќе се одбележат 2 години од една градска иницијатива што се случи во Битола и која успеа да го спаси офицерскиот дом од продажба и практично ова може да се смета за една единствена успешна градска иницијатива која со излегувањето на граѓаните на улица и подпишување на петицијата продажбата едноставно беше спречена. Доколку тоа не се случеше, овој културно-историски споменик ќе беше продаден за 900.000 евра и веројатно ќе беше претворен во некаков мол. За среќа тој се уште е таму и неговата натамошна примена е веќе во рацете на оние кои веројатно ќе знаат што треба да прават натаму, да го ревитализираат. Именно ова е само повод за разговор во моментов за сеопштата слика за културното наследство, грижата околу тоа, менаџирањето. И со тој повод, денеска во Макфакс, ја поканивме од Управата за заштита на спомениците, Билјана Јовановска, од секторот за заштита, идентификација и користење на културното наследство, и Тоши Ивановски, тој е еден од иницијаторите на оваа градска иницијатива, на првите подписници на петицијата, так. Инаку многу годишен менаџер во културата, значи со тесна област, всушност и образовна, со менаџирање на културните настани и културното наследство воедно, колку чинам некој четврт век го работите тоа. Имате реализирано преку 2000 настани од она што може да се види на интернет, преку можеби 1000 фестивали. И моментно не знам кој е вашиот ангажман, но ве поканивме за да се потсетиме токму на овој многу значаен настан, кој веројатно ќе треба во Битола и да се одбележи. Дали планирате да го одбележите ова 2 годишнина од спасувањето на офицерскиот дом? Јас да ви заблагодарам за поканата. За овој настан ме врзуваат многу лични моменти, меѓутоа овој настан кој го промени и мојот личен живот и промени многу нешта во животот на битолчани, затоа што тие беа оние кои го одбрани офицерскиот дом. Како да кажам, значи, и ден денес ме прашуваат што ти требаше таа работа. Јас велам, некој ми го нападна градот и ми изнервира. Значи, јас си го бранев градот, тоа е првиот мотив. Беше напад на градот. А второ, ова го доживеавте вие како атак врз културата, врз културното наследство? На самиот град, значи ние, да, значи ајде на Скопје не да му го продадеме камениот мост. Има ли резон? Ова е за нас, има исто такво значење. Така. Сад кулата да ја продадеме. Погледнеме и да се потсетиме на инсертите од потпишувањето. Така, значи случајно дознав, меѓутоа опозицијата објави дека се продава, јас не ми се веруваше, проверов на електронска аукција, видов дека е тоа вистина. Напишав еден пост кој повикуваше како алузија на состојбата продажба на сад кулата како културно-историско споменик, со кој сакав да искритикувам потегот и тоа предизвика, да речем, лавина на реакции. Вработен во агенцијата, вработен во агенцијата за привремени вработување, воопштина бев ослабен како административно-техничко лице, значи не бев со во сектор култура. Во сектор култура. И оттаму огромната морална врска која ја носев како човек. Повеќе, како човек кој како човек кој 23 години работи култура, кој го промовира културното наследство, затоа што Битола е исклучителен град кој како особено значење или атрактивност го има токму културно-историското наследство и минато. Нели Битола конзулскиот град, градот на клавирите, амбиенталност и така натаму. И го сметав за напад на нашиот идентитет и на нашиот град од најтежок вид. Така го доживеав лично. 20 минути од кога го напишав постот, не го пратив во етер, се думав, знаев што ќе ми се случи, дека тоа ќе биде крај за мојата екзистенција. Меѓутоа, немав каде пред себе да отстапам. И едноставно ја премина линијата, ја преминав јас, излегов на улица и то добив поддршка тука од граѓанските организации, мои пријатели, се приклучија Здруженијето за култура Машина, Тико Диковски, Акто, за нас се работи, луѓе кои не беа во моментот може во Битола, меѓутоа комунициравме преку Facebook, едноставно дадоа поддршка, дојде разни здруженија на жени,
поединци, тоа беше, видите, офицерски на сите, не е ни мој, ни на државата, значи ни припаѓа на сите. Долго време имаше проблеми, значи, со офицерски. Тоа беше можеби крајниот момент кога веќе тој беше дадена продажба на длъжностите, се пренесува одговорноста околу тоа, тој пропагаше. Во еден момент се случи падна и лустерот, нели, беше отворена вратата, градоначалникот ветуваше дека ќе се погрижи за него и конечно после пренесување на длъжностите беше решението тој да се продаде. Но за среќа тоа не се случи, нели? Меѓутоа, верувам дека ваш морален порив кој сте го имале во моментот, вас веќе тогаш нешто друго, нели? И сега, колку нештата од тогаш, дали вам ви е тоа сатисфакција, вие што успеавте да го спасите на еден начин, како и голем дел од граѓаните од Битола споменикот, да, за сметка на тие обструкции што подоцна ги претрпевте? Значи, дека ние живееме во едно сложено, комплицирано општество во кој секој за секого мисли нешто, или дека одредени ситуации се гледат ни различни призми, шпекулации се мислуваат приказни така натаму. Јас едноставно во наредниот период прво се израдвав затоа што сите ние победивме. Не станува збор за мене овдека. Јас сум најмалку битен и воопшто не сум битен од цела работа. Граѓаните на Битола го одбрани, тоа е крај. Препознаја вистинска иницијатива и застанаја за тоа. Тоа е многу јасно и чисто. Секакви ситуации доживеав и видов. Од ситуација дека ме пратила некоја политичка партија, дека сум зел 1000 евра да излезам и така натаму, во време кога јас морав да се борам за екзистенција. Океј, тоа помина. Мене ме радува сега, во овој момент, дека Министерството за култура и општина Битола веќе цврсто застанаја зад објектот. Меѓутоа, тука дека и ние граѓаните не треба да застанеме, поготово оние кои сме во културната бранша и кои се интересираме за проблематиката и кои сметаме дека треба да бидеме вклучени во изнеаѓањето на решенијата, во активностите што понатаму ќе се спроведуваат. Јас да го споменам Филип Јовановски од АКТО, кој на последните на нивниот фестивал во септември има една убава дебата за офицерскиот дом со релевантни стручњаци и со јавноста и во кој се отвори доста прашања. Значи сега ситуацијата е сосем поинаква. И мене ми е мило на тоа, меѓутоа ние не правиме сега некое сеќавање на настанот само, ако тоа нема ефект врз денешницата и лекциите кои требаше да ги научиме. Лекциите се дека такви објекти слични има уште многу. И дека се оставени на забот на времето. Во ред малце да вклучиме Јовановска во дискусијата, значи неизбежно е сега вас да ве прашам, бидејќи почнавме со тоа, меѓутоа ќе ја прошириме темата со офицерскиот дом. Во тој момент актуелен, бидејќи надлежностите, нели, веројатно требал да се почувствува повикан музеот и завод Битола, но нели објектот оди на продажба. Дали управата во тој момент, значи вие како институција и покрај тоа што нели вашата работа, како што велите, е идентификација и користење на културното наследство. Значи, дали вие имате некаква обврска, макар и етичка обврска, да реагирате доколку се загрозени вакви објекти со културно-историски карактер, значи што се под заштита на управата, а кој можеби некој сака да ги злоупотреби, да ги пренамени и на крајот на криштата нели ги остава на забот на времето, како што вели Ивановски. Што правите вие, управата, во такви случаи? Ние како управа за културно наследство ги следиме на страните по однос на заштитата на објектите кои имаат статус на културно наследство. Офицерскиот дом е еден од тие објекти кои има утврден статус на споменик на културата уште од 1977 година. Значи во таа постапка, во тоа такво решение се предвидени одредени услови под кои треба да се заштити. Утврдена е таа прв степен на заштита, согласно критериумите кои биле препишани во тогашниот закон за заштита на спомениците на културата, така наречен во тоа време. Но сега, со новите настани, за да било кој објект може да биде нели изложен на продажба, во случајот офицерскиот дом немаше статус на утврдена категорија. И мислам, тој е споменик на културата, но немаше утврдена категорија која што ќе го попречеше ова активност. Заради тоа беше потребно да се
продолжи постапката за ревалоризација на споменикот на културата Офицерски дом. Значи тоа било искористено, да кажеме, како дупка во тој момент за да може ова да се случи, така? Не знам кои били мотивите тоа што не зборуваме за мотивите, но значи било можно да се случи. Значи веројатно заради били овие работи, но сега не може да ги коментирам тие настани, не би сакал да навлегувам во тој момент, но сакам да го потенцирам фактот дека беше доставен елаборат пред 7 години за ревалоризација на Офицерскиот дом заради одредени недоследности во елаборатот и потреба од коригирање на истиот, беше вратен на доработка и таа работа продолжи некој така подолг период и не се актуализираш. Дека имало напори да се актуализира, секако дека имало, но тие нели било така како што било во тоа време и за секој коментар насока е. Така, за голема среќа, нели, оваа градска иницијатива беше успешна, но доколку тоа не беше така, не знам дали некој ќе можеше да понесе одговорност. Велите дека институционална одговорност зборувам. Дали управата не зборуваме што би било кога би било. Да. Не благодарна да зборувам што. Не благодарна, но многу лесно можеше да се случи. Дали ќе понесеш одговорност? Не се случи. Сега јас не би можела да коментирам тој дел, но задоволна сум со фактот дека надлежната установа Завод за заштита на културата и музеј Битола достави елаборат до коригиран со сите нишани каде што за објектот Офицерски дом е предвидена предложена категорија од особено значење, подкатегорија големо значење, што подразбира режим на заштита од прв степен. Истиот режим е пропишан, значи зачување на меѓу другите делови, зачување на габаритот на надворешниот изглед, значи користење на објектот, меѓу другото и за културни намени, за културни манифестации и така ред други работи, што се во прилог и во функција на заштитата на културното наследство, во функција на објектот ставање во рамките на културните манифестации, што се. Сакам да го потенцирам и фактот дека управата како надлежна установа спроведе постапка за ревизија на тој елаборат. Ревизијата тоа е актуелно, можеби неодамна се случило? Неодамна, да, значи сето тоа тече сега во постапка. Да, ова ви го кажам, моментот до каде сме стигнати во процесот на воспоставување на заштита на, мислам, која веќе постоеше, но сега во случајот станува збор за утврдување на категорија и она што е најважно од се е поставување на режим на заштита, од кој режим пак произлегуваат сите поднатамошни мерки на заштита во смисла на негово обновување и конзервација на самиот објект и ставање во функција како што се очекува да биде. Така, Ивановски, вие сте добро упатен во тоа, Битола колку изобилува со културно-историско наследство, колку споменици има, верувам, вам ви е тоа и пасија и работа, нели, во институционална, зависно од ова. Колку сте вие задоволни од грижата на институциите воопшто, на оние кои се повикани тоа да го прават како музеот и Завод Битола? Значи, сега има еден нов тренд, министерот за култура заговара, значи, на голема децентрализација во културата. Тука сметам дека тоа ќе биде во сите сегменти, вклучувајќи го сегментот на заштита на културното наследство. Има Битола институционален капацитет да се грижи за ова културно наследство? Да бидам многу искрен, не сум значи, имате доволно, значи доволно. Не сум тој вистински. Вашиот труд е валоризиран за да можете да меѓутоа во одредени сегменти од културата нормално има повеќе сегменти, во одредени сегменти јас можам да се наречам експерт во одредени експерти. Овие шкртаните дали се тргнати сега или се уште стојат? За жал, се уште ми тоа ќе се тргнат. Значи луѓето од Завод и музеј имаат огромен институционален капацитет за спроведување на заштитата. Тие се професионалци. Дали е проблемот на друго место? Тие се професионалци. И сега притисок некако. Јас мислам дека во претходниот ешелон дека имавме мешање на политиката во професионализмот и во делот на културата, така да се изразам. Така да понекогаш професионалците не може да реагираат соодветно. Тоа е моето мислење, моето гледање. Кога сега веќе министерот како политичка фигура отворено заговара заштита на културно наследство, ревалоризација и така натаму, тоа е веќе добар правец. И ние јас верувам дека тој ќе го истера до крај, ако не ќе го потсетуваме, нели? Тоа ни е работа на луѓето кои сме активисти, кои сме дел од граѓанскиот дискурс или едноставно се интересираме за таа проблематика.
Од друг аспект, јас бев дел од програмата Крал Бодоен за заштита на културно наследство и давање на нова функција на објектите кои има такво значење. 2014 бев дел во Советот на Европа, нели, од една обука кај што десетина европски градови разговаравме за тој културен туризам, градските јадра, начин на заштита, начин на експлоатација. Тоа е Битола како атрактивност, како лајтмотив, го има ресурсот култура, историја, културно наследство. Дури ќе си дозвола речам дека планината дури на второ место. Некои бројки општи, нема да бидам до крај или прецизен, за 35.000 влезници во собата на Кемал Ататурк дават некој индикатор за тој културен туризам. Во моментот во Битола има една сериозна иницијатива за меморијален парк на евреите, кој ќе биде голем комплекс на старите еврејски гробишта. Значи, ние имаме што да понудиме, каде што се спојува нашата историја, идентитет, со нешто значи и економски бенефит и одржливост. Значи, тоа е вистинскиот начин да го валоризирате вашето културно наследство, да се гордеете, да го зачувате, а тоа приходувате да се одржувате. Старата битолска чарши и така натаму. Тука треба на професионалците да му се даде да си бркат работата, да не му се меша политиката или да политиката треба да ги охрабрува професионалците. И да се направи една за секогаш во држава дистинкција помеѓу трите нивоа на имплементатори, на policy makers и на она што викат decision makers или влада, министерство и слично. Значи секогаш постои дистинкција. Не може и од најгоре да биде најдолу и во средина и обратно. Значи има три нивоа на менаџмент во секоја општествена сфера која мора да се почитува како ред. Не може тој од најгоре да се меша во средината кај експертизата или да во имплементацијата. Тоа се различни нивоа кои комуницираат меѓу себе. Добро, тоа ние вака го гледаме од навор, го детектиравме, може, значи, и да се тврди со одредени факти, меѓутоа Јовановска јас би ве запрашала дали со тоа што потенцира министерот Алагјозовски дека во минатото малку беше запоставена заштитата на културното наследство, дали би вие би се согласиле? Многу долго време работите таму. Сигурно сте поминале многу политички структури, вие сте професионалец, вам тоа не ве интересира. Но зборам какво ваме беше чувството, зборувам сигурно сите внатре кога се сакате да работите, ваме требаат проекти, дојдете напред. Зошто беше така малце запоставено? Значи, вака сега по однос на заштитата на културното наследство, таа се спроведува преку установите за заштита на културно наследство, меѓу кои нели Завод за заштита на културата во Битола, преку одобрени проекти за кои што претходно откако се одобрени и одобрени со финансиски средства од Министерството за култура. Вие постапувате тоа? Ние постапуваме со доставување на барање за конзерваторски одобренија, односно, како што ние би кажале во нашата терминологија, преземање мерки на непосредна заштита, што предвидува две фази, односно прво, значи, спроведување на конзерваторски истражувања за конкретниот објект, и потоа врз на одобрените резултати од конзерваторските истражувања се прават тие проекти. Тој проект, значи, поминува постапка на стручна контрола на луѓе кои се компетентни за таа област, за соодветната област за која станува збор. И на крајот, по исполнување на одредени услови пропишани во Закон за заштита на културното наследство, управата издава конзерваторски одобренија. Значи, ние секогаш постапуваме по барање на установите, на правните или на физичките лица. Значи, во тој период така било одлучено и така било постапувано, ние се држиме до нашите ингеренции, надлежности, понатако тоа не можеме. Така да во годините што идат, зависно од плановите кои се одобруваат согласно годишните програми на Министерството за култура за финансирање на проекти од областта на културата, така и ќе постапуваме. Ако било запоставено, што сега е приоритет во моментов? Значи, јас ќе кажам дека како што пред малку зборувавме за валоризацијата и револуцијата во културното наследство, која навистина е неопходна потреба заради овие мерки на непосредна заштита што ги преземаме, затоа што, како што реков, со таа валоризација, револуција, со таа спроведување на таа постапка која е инструментите на заштита на културното наследство и која се спроведува преку правата, а по предлог на надлежните установи, значи ние го добиваме крајниот резултат утврдување на категорија режим на заштита
и донесување нага за заштита. И од тука предлегуваат истите тие мерки на заштита и валоризацијата, ревалоризацијата на културното наследство е еден од приоритетите на управата во насока на заштита на културното наследство. Така, можете да посочите некој конкретен објект, значи, локалитет? Да, би сакала да ги спомнам по однос на валоризацијата и револуцијата, значи во текст. Значи во управата се неколку постапки во текст за донесување на сите видови културно наследство. Нема да пропуштам сега во моментот станува збор за недвижно културно наследство, ама јас веќе ќе го земам да правиме таа разлика за оние кои за движното културно наследство, за нематеријалното и за недвижното. Значи по однос на недвижното, значи станува збор за валоризација на археолошкиот локалитет Велушка тумба, за кој Завод и музеј Битола предложи категорија од исклучително значење. Во тек е исто така ревалоризацијата на Маџари, на Хераклеја, во тек е ревалоризацијата. Сега малку сум концентрирана кон Битола, бидејќи провокацијата. Но исто така сум задоволна и со конзервацијата на музејските предмети кои имаат статус на движно културно наследство, а кои се поттикнати и по барање на установите на заштита на движно културно наследство на музеите, како што е Археолошкиот музеј на Македонија, Музеот на Македонија, националните установи, и дури и музеите од натрешноста, мислам на Никола Незлобински од Струга, од музеот во Неготино и музеот од Гевгелија. Значи тоа се конзервација на движни добра кои се добивани како резултат на скорешните археолошки истражувања и бидејќи тие нели имаат една обврска да преземаат тие предмети, да преземат мерки на заштита во текот на 2 години да ги запишат во инвентарна книга, па преземаат мерки на нивна идентификација, заштита, а во функција на нивно користење, односно ставање во поставките и нивно презентирање за пошироката јавност. Така, сега интересно вам тоа што вие до мен и што го работите, да спроти тоа кои како луѓето како Ивановски го доживуваат тоа, поточно ти размислуваат во насока на менаџирање на сето тоа културно богатство. Зашто сметам дека ние треба да го нагласиме, значи многу зими во Европа или во светот воопшто направија од многу помало, можеби културно наследство, многу повеќе. Со добро менаџирање, можеби многу повеќе и со маркетинг добија, или и материјално им се рефлектираше како валоризација на самата земја, значи како идентитет. Дали вие сметате дека овие институции во Битола конкретно, ваквите професионалци како вас, верувам дека ги има повеќе, како што ги споменавме некој од нив, дека доволно се вклучени и се слуша нивниот глас за тоа што тие знаат добро да го прават. Конкретно еве со случајот со менаџирање на движното културно наследство на Битола. Дали сте размислувале во таа насока, нели како? Јас веќе по 3 дена од како се прекина постапката за продажба на офицерски, објавив како еден предлог за ревитализација и на функција на офицерски, јавно на мојот Facebook профил, го пуштив и до Министерство и до општина тогаш, така натаму, не знам кај заврши. Важно дадов свое мислење, пак што ќе речам, некој поттик, тоа не значи дека јас ги имам најдобрите решенија и така натаму, односно повикав на една јавна дебата, дискусија, затоа што офицерскиот дом и недвижното културно наследство така натаму е бранити од други луѓе низ годините наназад. Сметам дека тоа е нов тренд на она што сега се препознава како партиципативна демократија, во која граѓаните, активистите и засегнатите страни ќе соработуваат заедно со експертите и институциите во одредување на едната функција на одредени објекти, подобра нивна употреба, функционалност, одржливост и така натаму. Тоа е нов тренд. Се уште нема земено замав. Јас стојам на тоа дека нашите институции се квалитетни, особено за водите. Таму не можете да најдете нестручно лице. Меѓутоа, сметам дека динамиката, динамизмот и мотивацијата, начинот, трендот треба да биде посилен, поголем, да речем, да дојде до израз како тренд на размислување и на однесување. Да не бидат ставени во една пасивна ситуација на луѓе кои само ќе се завршат техничката работа, стручната и да не може да дадат понатамошен придонес. Јас мислам дека треба да има малку симбиоза, соработка. Ниту сметам дека јас или луѓе кои се активисти, кои имаат некакво знаење или познавање, треба да одлучуваат сами за тие работи. Напротив.
Ние треба да го научиме тој метод на партиципативна демократија, на еден баш симпозиум во Завод музеј, гостин од Палермо од Италија ги презентираше нивните искуства околу заштитата на културата наследство, кој е исклучителен случај и така натаму, и меѓу другото ни презентира еден модел на посвојување на културните институции. Замислете, одредени училишта ги учат од мали, прават програма преку кој ги посвојуваат одредени културно-историски поменици, ги учат нивната историја и му посветуваат должно време за одржување така натаму. Ете еден образовен сегмент каде што можеме да вткаеме или вметнеме во свеста на едните генерации навика и свесност за значењето на културно-историското наследство. Не треба да зборувам, може јас сум особено мотивиран затоа што мојот животен профил е поврзан со Битола и со културното и историското наследство, кој е најголем атрибут на Битола. Битола градот на конзулите. Што повеќе треба да зборуваме? Значи и на ракометот на фудбал, меѓутоа пред се на конзулите. И тука ние имаме огромни ресурси. Значи нас историјата не прави она што сме амалгамот на култури, на звуци, на оставштина. За нас се раскажува. Така да сметам дека треба да се повеќе да разговараме меѓусебно, да придонесуваме кон заедничките решенија. Значи тој модел на партиципативна демократија е важен и треба да се стави во функција и да стане тренд. Така, добро, тоа значи имаше серија на дебати кои беа имплементирани во нацрт стратегијата за 5-годишната програмата за култура. Так, меѓу другото, тука беа сослушувани многу мислења на невладиниот сектор, на граѓанските иницијативи, на индивидуалните професионалци. Сега, малку начнавме темата дека така, ние сме склонни на средина каде што некои известни луѓе кои во одреден миг направиле нешто, како што еве сега ќе одбележуваме 2 години, Тоше Ивански во Битола е дел од тие иницијатори кои успеа да подпишат, да го спасат офицерски дом. Дали сега вие сте етикетирани на некаков начин? Дали вашата, значи, честна и доблесна намера како граѓанин на Битола пред се, секундарно како професионалец, се валоризира како таква, односно поточно се гледа на неја како таква. Затоа што опасноста кога некој, тоа во изминатиот период беше често се случуваше да се обиде да направи нешто значи да го употреби својот авторитет како индивидуалец, како граѓанин, или потоа да добие некаква друга етикета. Тоа е факт. Политичка, како што велиме. Значи ние притисоците биле неизбежни. 11 години живеевме во еден политички систем во кој секоја добра намера исфрлена во етерот станува камшик за манипулација. Значи јас се соочив со манипулации и ги поднесов. Секако дека има лични последици од тоа. Кога ќе ме прашува ти што доби од ова, јас му викам ние добивме од ова. Значи пак ќе речам ние сме во прашање. Битолчани го одбранија офицерски и тоа е на битолчани. Значи индивидуалниот личниот аспект мораме да го запоставиме кога одиме кон некоја голема идеја. Апсолутно, значи не можеме да збораме личната моја валоризација дека е тој спасен и крај. Јас уживам, јас очекувам денот кога тој ќе се реновира и ќе одам на концерт или на изложба. И кога ќе го поведам моето дете со мене, да може да види прекрасен концерт и изложба, за да му се врежи во свеста која ќе расте дека тој ќе стане личност од одредени квалитети, а не датре казино да биде. Така. Во тоа е разликата, за тоа истапив. Да му возможно на моите деца и на сите наши деца да влезат во тој објект и да гледат прекрасен концерт. Јас имаше една иницијатива и интерфейс да се префрли внатре, што ја поддржувам со сите сили. Да, тој е познат по добра акустика. Апсолутно. Значи тој има своја душа и функција. Тоа е нашата душа. Ние треба да се грижиме, ако ние не се грижиме за нашата иднина, за нашата сегашност и за нашата иднина, ако постојано ваквите приказни ги ставаме во некој си политички контекст, знаете што за мене политиката е депласирана комплетно. Јас сум граѓанин. И мене ме интересира нашата граѓанска свест, потреба и акција. Ако политичарите во еден период или во друг не успеат да бидат одговорни кон нас, граѓаните, ние ќе бидеме одговорни. Во случајот тие пропуштиле да бидат одговорни, му било даено на чување, на грижа и слично, пропуштиле да бидат одговорни. Затоа ние моравме да ја понесеме нашата одговорност како луѓе, како личности, без оглед колку ќе не чини тоа. За нас, верувам дека пак ќе речем, одвај чекам да го видам првиот концерт, изложба или театар натре, или било која друга манифестација од јавен интерес.
Тоа е мојот мотив и немам тука голема дилема околу тоа. Ако тоа престанеме да го правиме на било која сфера, дали е тоа за воздух, дали за било што друго, тоа ќе треба сите во Шведска и Германија си селиме да работиме како технички лица или чистачи. Јас не ќе таква иднина да гледам за себе, се уште и за своите деца. Така. Мислам дека нема тука ништо најасно и ништо политички. Нема потреба тука од политика. Така, на крајот на криштата зборуваме за културен идентитет кој не е политички засегнат, иако денувива со многу актуелности, како што е законот за јазици, како што е ратификацијата и спогодбата со Бугарија, многу често се злоупотребува и се збори се оди во насока каде што ние ќе го загубиме идентитетот и така натаму. Меѓутоа тука нема да влегуваме политички, сакам да кажам дека кога повеќе би се концентрирале сите граѓани на државата на ова културно наследство кое е дел од сите нас и кој навистина може сите нас да не презентира во светот, на сите им припаѓа подеднакво. Тоа е тоа што треба да се потенцира. Малку се фокусиравме на Битола, убаво каже Ивановски, меѓутоа јас би завршила со вас и тоа би сакала едно ваше мислење, без оглед како професионалец, значи како граѓанин, сакам и како дел од човек што се радува исто така на ова културно наследство. Значи ќе морам да ве прашам како го коментирате вие тоа што се случи со Скопје 2014, значи како вие гледате како професионалец на Скопје 2014, што му се случи на нашиот град? Дали тоа можеше перспективно да биде концепт и идеја за развој на некое ново културно наследство? Дали таа антиквизација што се заговараше, имаше обиди да се провлече во управата за да се потенцираат такви објекти наспроти ова, зборуваме ново градбите на Скопје 2014. Едноставно како еден граѓанин би сакала едно ваше мислење. Да, јас иако фокусот е во Битола, значи ние сме во Скопје, би сакала, да. Долгогодишен учесник во заштитата на културното наследство, значи во Скопје 2014 не беа опфатени објекти кои имаат статус на културно наследство, така да тука ние бевме изземени од тој момент, така да немавме некој ангажман за по однос на постапување по одредени објекти кои се засегнати со Скопје 2014. Значи тоа што се правеше на начин на кој што се правеше, така да јас се сложувам дека над се и пред се треба да заштитат тоа културно наследство, значи како што кажа господинот, ние со тоа треба да живееме, со нашето треба да се дичиме и ние навистина располагаме со сериозен фонд на културно наследство кој не е за потценување во ниеден момент, кој навистина значено има Република Македонија со што да се представи пред светот, за да покажеме нашиот тој културен идентитет и така натака. Така да тоа е таа. Заштитата на културното наследство е нашиот приоритет и тука стоиме на таа точка. А постоеше опасност некако да градиме нов идентитет преку Скопје 2014, како вие гледате на тоа? Дали вам се чинеше тоа како таква амбиција архитектонска, можеше тоа после да подлежи да станат дел од тие објекти некакви културни споменици? Значи без оглед на се, онако кога се погледне Скопје сега, за разлика од напред да се направи, да се спроведе проектот, е прилично различна од значи тоа се тие ситуации кои што нели за оној што се занимава со заштита на културно наследство не му влијат баш добро и не се чувствува баш добро, но така било, па сега ние во насока на спроведување на културното наследство ќе зборувам на некој начин и може да гледам и со завист на Битола која успеа да си го сочува идентитетот на градот, значи наспроти ова што се случи со метрополата, Битола останува. Морам да ви кажам во тој контекст една анегдота. Предпоставам нема да сгрешам ако спомнам на името на доктор Калаузи, кој во 40 или 7-8 која година жестоко се спротивставил на некоја луда идеја да го бришат целиот плоштад и градско јадро до Свети Димитрија за да прават уште поголем плоштад. И отишол догоре за да го брани и го одбрани тогаш градот. Така. Ние на таквите луѓе треба да се сеќаваме. Значи имало таква некоја луда идеја да се направи тоа. Така, добро, за среќа. Значи, Куртулија, Битола, нели, остана таква како што е, нели, со посебен идентитет. Се надевам дека тоа ќе оди се во насока и на заштита, на тоа нема да се случуваат вини на вакви некакви иницијативи за продажба на некакво културно наследство. Воспротивно, граѓаните се тука да потсетат секогаш, нели, за тоа што бараат. Интересно е, повторно ќе кажам, 2 години се одбележуваат, така ќе завршиме.
И ова е единствена иницијатива која вроди со плод. Вакви иницијативи имаше во Скопје да се заштитат многу објекти, меѓутоа за жал тоа не се случи. Значи, честитки само напред. Поачик сме битолчени. Така, јас ви посакувам се најдобро и да се надеваме дека навистина многу повеќе внимание ќе се обрне во иднина на заштитата на културно наследство. Благодарам што бевте гости во Макфакс.